Кратки најави за денес. Охридските трговци ја почитуваат мерката за намалување на маржата. Инспекторатот казнил само еден субјект. Војната во Украина и пандемијата се одразуваат врз работењето на компанијата Костал. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Лабуништани Охридската повторно трговија, излезат на инспекторат. протестот како еден од каменоломите повторно се активира. Општина Охрид ќе формира совет за заштита Градскиот на совет утре ќе потрошувачите. одржи девета користење на сиска индиректно ја загрозуваат автомобилската индустрија во земјава. Зголем Во бројот на автомобилската 300 во индустрија. јануари. Со содржините на Дневникот започнуваме повременската прогноза. Гледајте не. Зголемување на бројот на туристи во јануари. Претежно сончево, ветровито и потопло време со температура која достигна до 8 степен Целзиусов. Во вторник во најголем Зголемување дел на од бројот на Европа ќе туристи доминира во стабилно јануари. време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината. Локално во западните и југозападните предели со слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со локално Зголемување на бројот на и потопло туристи со во пораст јануари. на дневните температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 16 степени. Во Македонија во вторник по студеното утро со температури кои што ќе условат појава на Неколку стотини умерен охриѓани во текот на изминативе денови го проследија едукативно-документарниот филм Белчешко блато, синиот бисер на Дебрца. Западен ветер со брзина до 10 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -8 до -1 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 6, односно до 16 степени. Во Охрид во вторник по студеното утро и температура од -2 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и потопло време со локална облачност. Ќе дува до умерен слаб северозападен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 10 степени. Во среда и четврток умерено облачно и потопло време со сончеви периоди. Минималната температура Лабуништани повторно се закануваат со протести откако но деновиве еден од каменоломите повторно започна со работа. Стабилно време со услови за сосема слаб и локален дожд. Минималната температура од 0 степени додека пак дневната до 6 степен Целзиусов. По повод Меѓународниот ден на жената, Сдруженијето Креативна верига во соработка со Националната установа Центар за култура Григор Прличев Топ 7 производи со дури 70% попуст по повод 7-миот роден ден на Комодита Home. Душекот Алоe Vera сега може да биде ваш за само 3399 денари. Купете го душекот Memory со 50% попуст и добијте дополнителни 30 евра роденденско намалување. На душекот Silver Plus 2499 денари. Сет за готвење Granitec 6149 денари. Тава Комодита 499 денари. Сет прибор за јадење Ректа 1799 денари. Перница Air Memory 1999 денари. Комодита Home. Ги прославуваме најубавите моменти од изминатите 7 години. Атва Home Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина, без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Home Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Grohe, Колпасан, Ideal Standard, Roka, Unitas. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Викенд акција во Миса Маркети. Вегета 500 грама 149 денари. Кикирики 350 грама 49 денари. Маслинки каламата 1 килограм 229 денари. Велнес интегрален кекс 210 грама 47 денари. Родон туна 52, 69 или 85 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Се почитуваат препораките за намалување на маржата на прехранбените производи во Охридската трговија. Инспекцијските контроли откриле само еден трговски субјект кој не ја почитувал владината мерка. За сега нема пријави од граѓаните против трговците до Државниот пазарен инспекторат. Охридските трговски субјекти ја почитуваат владината мерка за намалување на маржата кај основните прехранбени артикли. Ова е првичниот впечаток на инспекторите на Државниот пазарен инспекторат од направената контрола на 20 маркети. Затекнале само еден трговски субјект кој го прекршил законот за трговија во изминатите 5 дена, информира Цветко Ристевски, раководител на Охридската подрачна единица на Државниот пазарен инспекторат. Кај 10 субјекти се изречени глоби, од кои кај 9 за недоставување на евиденцијата на увид, кај 9 значи трговски субјекти за недоставување на евиденцијата на увид, а кај еден субјект е утврдено непочитување на одлуката за определување на посебни услови во трговијата, односно непочитување на одлуката за маржи. И кај овие субјекти се изречени глоби согласно член 55 и член 58 од Законот за трговија. Граѓани забележуваат дека во некои трговски синџири се случува отстапување на цените на рафтовите и на каса. Сепак до Државниот пазарен инспекторат нема пријави за непочитување на мерката за намалување на трговската маржа на прехранбените артикли. Ние во овој период од 9 навака немаме добиено пријава. Доколку добиеме пријава преку централата на ДПИ од Скопје, преку службата која што ги следи тие јавувања, ќе постапиме. Со владината мерка за заштита на животниот стандард на граѓаните се намали даночната стапка на основните животни продукти. Трговците кои нема да ги почитуваат измените во Законот за трговија и Законот за данок на додадена вредност се соочуваат со парични глоби од 100 до 7.000 евра според големината на трговскиот субјект. Градскиот совет утре ќе одржи 9-та седница со 84 точки на дневен ред. Градските советници ќе одлучуваат за формирање совет за заштита на потрошувачи, како и за правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица и правилник за користење на финансиски средства од буџетот од Фонд за иновации.
ке се произнесат и за отстапување на времено користење простор за формирање на Центар за церебрална парализа и други нарушувања на психомоторниот развој во општина Охрид, како и учество на општина Охрид во реализација на програмска активност за обезбедување на услугата личен асистент на лица со попреченост. Советниците ќе одлучуваат за измена на распоредот на средствата и проширување на буџетот на општина Охрид за 2022 година. Советниците ќе треба да го усвојат и годишниот извештај и завршна сметка на буџетот на општина Охрид за 2021 година, како и извештаите за финансиското работење и годишната сметка за минатата година на основните и средните училишта во Охрид, детската градинка и отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев. Со дневниот ред опфатени се и 20 точки од урбанистичката сфера. Војната во Украина и пандемијата индиректно ја загрозуваат автомобилската индустрија во земјава. На овие влијанија не е имуна ниту охридската автомобилска компанија Костал. Фабриката се соочува со намален обем на работа, но се работи на нови проекти за примена на нови технологии од областа на електроника и електротехника во автомобилската индустрија. Сериозно е загрозен производствениот процес на автомобилската индустрија во светот и земјава, меѓу кои и охридската компанија Костал. Воениот конфликт во Украина и 2,5 годишниот период на пандемија имаат негативни рефлексии и врз намалување на обемот на работа, а ние се адаптираме на ситуацијата, изјави за ТВМ Виктор Мизо, директор на автомобилската индустрија Костал. Работените се испраќаат на принуден платен одмор и се бараат начини како да се справиме полесно и побрзо со ситуацијата, напоменува Мизо. Дел од производствените линии. Земете во обзир дека ние работиме во некои оддели 5 дена во неделата тросменски, во некои оддели 6, а во некои оддели и 7 дена во неделата тросменски. Кога имате намален обем на работа, немате нити логика, нити можност да ги користите сите тие ресурси кои во тие моменти не се потребни. Така да од таа гледна точка сите и има еден вид на солидарност. Не е работата да само дел од вработените, туку да има солидарност без разлика во кој оддел се работи, да сите на еден или друг начин го превземат товарот. Како компанија ги превземаме сите начини да ги задржиме вработените и обучениот кадар, бараме начини за оптимизирање на производството и зголемување на продуктивноста, нагласува директорот на автомобилската индустрија Костал. Работиме, тоа не значи дека нови проекти и нови активности запираат. Напротив, ова значи дека уште повеќе имаме опции да разгледуваме и веќе сме во напредна фаза, некои проекти се веќе добиени и ќе бидат воспоставени во блиска иднина, а на некои работиме за да можеме да имаме дополнителни напредни технологии кои ќе бидат произведени токму овде во Охрид. Побрзиот премин на електрониката во индустријата со електричните возила позитивно ќе влијае на работењето на охридската фабрика Костал. Костал е производител на софистицирани производи поврзани со електрониката и има нови проекти за европските клиенти за таков вид технологија. Зголемување на бројот на туристи во јануари. Во јануари годинава земјава ја посетиле вкупно 39.335 туристи, кои оствариле 87.107 ноќевања, што представува зголемување за 40% на бројот на туристи и за 33,9% на бројот на ноќевања во споредба со јануари 2021 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, 52,9% од туристите во јануари годинава биле домашни, а 47,1% странски туристи. Од остварените ноќевања 56,5% ги направиле домашните туристи, а 43,5% странските туристи. При тоа, бројот на домашните туристи во јануари 2022 година во однос на истиот месец лани е зголемен за 19,5%, а на странските за 73,2%. Во овој период домашните туристи оствариле за 22% повеќе ноќевања, а странските за 53,4% во споредба со јануари минатата година.
Неколку стотини охриѓани во текот на изминативе денови го проследија едукативно-документарниот филм Белчишко блато, синиот бисер на Дебрца. Бесплатните проекции ги организираше Сдруженијето за екологија и туризам Екотуризам 2016 во соработка со Кам Вилидж. Настанот го отвори Ангел Секуловски, представник од општина Дебрца, кој го нагласи значењето на овој уникатен екосистем и неговото прогласување за заштитено подрачје. Радува фактот што интерес покажаа и најмладите охриѓанчиња кои имаа бројни прашања до организаторите. Тие заедно со посетителите имаа можност да вкусат и бројни локални специјалитети, меѓу кои и вкусниот белчишки комат, информираат од Сдруженијето Екотуризам 2016. Филмот е дел од кампањата која Сдруженијето ја спроведува за информирање на јавноста за процесот на прогласување на блатото за заштитено подрачје која е во тек. Пролетва кампањата ќе биде засилена со разновидни активности, а процесот ќе биде крунисан со добивање статус на блатото на природно наследство парк на природата. Лабуништани повторно се закануваат со протести откако деновиве се активира механизацијата на еден од каменоломите во селото. Местното население повеќе од една деценија водеше битка против работата на 5 каменоломи во селото, кои ја загадуваа почвата, водата и имаат штетни последици врз здравјето на населението. Во 2020 година владата им ги раскина концесиите, но деновиве еден од каменоломите повторно започна со работа. По 2 годишна пауза повторно се активира механизацијата на каменоломите во Струшко Лабуништа и покрај одземените концесии деновиве се врши ископување и експлоатација. Со години еколозите бараа затворање на каменоломите кои поради минирање и ископување предизвикуваат големи количини прав кој го труе населението. Мештаните бараат итно да се стопира, во спротивно повторно најавуваат масовни протести, бојкот на настава и граѓанска непослушност. Се што се работи на терен бараме во најкратко рок да се забранат, односно да се стопират. Ова го апелираме за да не дојде до поголеми несакани последици, односно да не почне овој народ, пошто е веќе наелектризиран, да не излезе на протести, да не се проблемов радикализиран. Жителите на Лабуништа повеќе од една деценија водеа битка против работата на 5 каменоломи во селото, кои ја загадуваат почвата, водата и имаат штетни последици врз здравјето на населението. Ги замолувам институциите во врска со каменоломите конечно да преземаат мерки еднаш за секогаш да се реши овој долгорочен проблем. После повеќе годишните протести и притисоци, Лабуништани ја добија битката. Владата во мај 2020 година им ги раскина договорите за концесија на каменоломите и им забрани работа. Доколку се врши експлоатација без дозвола, Законот за минерални суровини предвидува глоба за правното лице од 30.000 до 250.000 евра. По повод Меѓународниот ден на жената, Сдруженијето Креативна верига во соработка со Националната установа Центар за култура Григор Прличев викендов одржа мултимедијален настан "Родот во мојата професија". На настанот се одржа трибина и интерактивна дискусија за тезата дека борбата за женски права е секојдневна борба и дека еднаш зададените права се секогаш под ризик да бидат повторно земени, како и тоа дека од позиција на привилегирани имаме должност да се застапуваме за родовата еднаквост и за оние со помали привилегии. На темата како излагачи се представија Весна Ѓоршевска-Коцевска, инфлуенсер, Мерсиха Исмаиловска, универзитетски професор, Кристина Тодоровска-Петреска, драматург, Марина Икономова Шокева, наставник и Маја Чубрич, една од двете членки од бизнис тандемот Трек Ми. Мизогинија, сексизам, мобинг, различен третман во работните односи базирани на родот, во својата најсуптилна и скриена форма, па се до експлицитна изразеност се дел од секојдневието на речиси секоја жена професионалец.
Дали ги препознаваме, дали ги игнорираме или храбро се спротивставуваме, секоја од нас различно реагира, се справува или ги потиснува овие појави, но вистината е дека се присутни и за нив треба гласно да се зборува. Понекогаш предрасудите почнуваат дома и помеѓу најблиските, велат од Сдруженијето Креативна верига. Со групна продажна изложба се представија и визуелните млади уметнички Ирма Гогова, Ева Голабовска со брендот Зажда не, Бурџу Мусли и Александра Паунческа. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. НАТО започна големи воени вежби во Норвешка. Од денеска до 1 април над 30.000 војници од земјите членки и од партнерите на Алијансата ќе бидат дел од воената вежба Студен одговор 2022. Тоа е одбранбена вежба, не е воена операција со офанзивна цел, изјавил генералот Одло, одговорен за воената вежба. Истата има за цел да тестира како Норвешка ќе се справи со помош на сојузниците на нејзина територија, доколку треба да се активира членот 5 од повелбата на НАТО, со кој се бара помош од земјите членки на Алијансата во ситуација кога една од нив е нападната. Тоа се воени вежби кои се организираат на секои 2 години. Во нив се опфатени поморските, воздушните и копнените вежби кои се одржуваат на огромни делови од територијата на Норвешка, вклучително и над Арктичкиот круг. Но тие сепак се одржуваат на неколку стотици километри подалеку од границата на Норвешка со Русија. Инаку Русија ја одби поканата на Норвешка да испрати наблюдувачи. Франција денеска ги укина скоро сите епидемиолошки мерки, вклучително и обврската за носење маски на речиси сите места. Оваа обврска останува на сила само во јавниот превоз, а на старите и болните лица само им се препорачува да носат маски во затворени простории и на митинзи. Пропусницата за вакцинација исто така ќе биде укината во сите установи каде што се бараше досега. Од понеделник, здравствениот протокол во училиштата се враќа на ниво 1, односно премин кој води до крај на носење маски во затворени простории во основните и средните училишта. Компаниите сега сами ќе си ги одредуваат своите правила за носење маска, состаноци, далечинско работење и друго, соопштила француската министерка за труд. Пукање во Чикаго, 7 ранети. Непознати напаѓачи раниле 7 лица во јужниот дел на Чикаго, соопштила полицијата. 7 момчиња стоеле пред еден ресторан кога на нив било пукано од автомобил во движење. Момчињата веднаш се пренесени во болница со сериозни повреди. Мотивите за покутницата се уште не се разјаснети, а и непознато е дали од автомобилот пукало едно или повеќе лица. Од почетокот на оваа година во Чикаго се убиени 94 лица, а во 2021 година во пукотници загинале 797 лица. Руското регулаторно тело за медиуми, освен Facebook и Twitter, денеска официјално го забрани и Instagram. Instagram беше блокиран по барање на државното обвинителство, а Facebook, откако времено дозволи на корисниците на некои земји да повикуваат на насилство против руската војска, руското обвинителство поднесе пријава против компанијата Meta, односно Facebook, како екстремистичка организација и побара забрана на руска територија. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, ќе се венча во затвор од Белмарш на 23 март. Тој е побарал за жена, адвокатката Стела Морис, која е запознал додека живеел во амбасадата на Еквадор во Лондон. Од затворот им дозволиле на венчавката да присуствуваат 4 гости. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.